Здраво на сите и добре дојдовте во мојот нов влог. Се извинам да новиот што имам многу поретко видеа, али причината за тоа е нешто што толку долго го чекате сите и го чекам и јас, што конечно сме во најфинални подготовки и конечно треба да почне, а тоа е 90 секунди, луѓе. Не знаете колкава трема имам у моментов затоа што толку месеци поминаа од како заврши втората сезона и некако толку се одложи оваа трета сезона што сакав да ја почнам дури само што заврши летото. Јас планирав негде таму септември, октомври да ја почнам, ама не успеав и дури сега ми се остварува тоа. И не знаете која трема имам и тоа кога ќе ми дојде сега првото снимање, толку некако кога никогаш да не сум снимал и толку едве чекам да помине тоа прво за конечно да се вратам у форма. Леле бе, колку вакви ми искачаа деновиве, тоа кој знае кој пубертет влагам сега. Знам дека сите го чекате оној момент кога јас ќе кажам точен датум кога ќе почне новата сезона, кога ќе биде првата епизода. Многу ми е шубе да ветувам затоа што уште ја немам снимано првата епизода, али имам закажано ден на снимање на првата епизода што е во текот на оваа недела, така што доколку се случи јас да снимам кога треба, епизодата ќе искочи во недела. Ама тоа е само во на најдобро сценарио кога се би одело како што треба. Ако се оди како што треба, сега го следете ме на Инстаграм, јас таму ќе ви објавам точно кога ќе биде денот, али еве ви помагам да видите до кај сум со процесот, затоа што треба неделава да снимам. Ако снимам неделава, тогаш недела, тоа се паѓа некој 2 февруари или ева недела, нешто такво е. Мислам дека е 2 февруари, не знам кој датум е, и јас ќе бидам пресреќен ако успеам до недела да стигнам, а ако не стигнам пак ќе ви ставам некоја стори да знаете дека не сум стигнал, дека ќе искочи, дека пак ќе се одложи, али дај Боже 90 секунди трета сезона да почне во недела. Многу сум возбуден, едва чекам гледаш ме има позади мене цело време. Ова сега рум тур ви правам, ова е знакот што со години го имам што ми стои тука. Тука имам секакви, ева нашиот пат од ваквото, ева од последниот БТФ, еве YouTube шоу фестивал, има друго ЈТМКД и има уште еден БТФ и свашта. И тука моите драги прва сезона 90 секунди со сите гости и втора сезона со сите гости. Поише ме гледате мене во огледало колку што гледате, затоа што многу е светло, али еве ги овие две бебиња и има точно место тука да дојде трета. Колкав пат ја имам уствари додека го ставам тоа, таму треба да снимам. Па не знам колку ќе трае, колку точно епизоди ќе има трета сезона, али би сакал да се задржам до овие две, затоа што првата сезона имаше 20 епизоди, оваа имаше 24, така да би се држал тука некаде. Значи, ја веќе чекам да почнам. Ако и снимам во недела, гледате нова епизода. Конечно, 90 секунди бре, конечно. Сега, што сакав друго многу јако да ви кажам. Поише му доаѓа како апдейт влог од колку влог, али дури сум дома, сакам да ви покажам нешто, па после сега ќе ме шетам и надвор. Како да ве ставам тука за да ме гледате вие убаво? Ево вака. Чекайте само да земам. Значи, технологијава толку иде во правец кој на мене многу ми се допаѓа, што конечно најдов нешто што е совршено за мене, а тоа е следното. Унибанка направија нешто што мене толку ме воодушеви и што реков дека одма ќе го пробам и отидов да се извадам. Значи, бидејќи сме 2020 година и веќе не ти треба ни новчаник, па веќе ни картичка, ни ништо за да платиш. Сега Унибанка направија, ќе ти треба само твојот телефон, зашто мене секад ме мрзи да барам да чепкам низ новчаник за да најдам, дури за картичка ме мрзи, а не па кеш, затоа што никад не чувам кеш во себе и тоа дури ми е мана што некад не знам за 10 денари да ми требаат за нешто неам, што никогаш немам кеш во себе. Сега веќе нема ни да ми треба ни картичката поради тоа што Унибанка го направија ова. Ајде фокус. Се што треба да направите, еве како е направено. Ова ќе треба сега да го извадам. Ова е усвари стикер. И само да си го залепам на телефонот и јас денес па натаму се во мојот живот да си плаќам вака. Еве го. Значи ова остана, ова не ми треба веќе. Сега ми треба мене како шеф само ова бре. Многу ми се свиѓа каков е дизајнот и многу ми се свиѓа ова жирафичката што е толку кул со овие научарчиња. И се што треба да направите сега ќе треба ова да го одлепам. Фокус. Ова да го одлепам. Значи го правите само ова. Го одлепувате ова скрос. Сега, какво било? Го зимате вашиот телефон и си го ставаш ова најфраерски на свет тука. Морам да го ставам рамно, зашто иначе моето OCD ќе му уништи. И ама цврсто се залепи. Нема веќе одлепување, оваа маска ќе ми биде со тоа. Ево.
И сега, од овој момент, мене не ми треба ниту новчаник, ниту кеш, ниту картичка, ми треба само мојот телефон, бре. И така цело време ми е во рака. Буквално и додека одам по улица, не го ставам од джептук и секад ми е во рака. Така да сега само ве молам господине, колку треба, го ставаш телефонот на тој и титка. Тоа сакам да ви го покажам и во пракса. Само сака вака дур сум седнат дома да ви кажам убаво како ова функционира, и а после ќе искочам и ќе ви покажам. Ова иначе е за сите од 18 до 25 години, е без никаква членарина, без никаков надоме за издавање и е скроз бесплатно електронско и мобилно банкарство, што немаш никаква провизија, без месечен надоме за одржување, и буквално ништо, без све е бесплатно и е само за млади за од 18 до 25 години. А најдобро е ако сакате сите овие информации вие да си ги прочитате и така да си ги впиете, јас да ви оставам едно линкче доле во опис на видеото, така да доколку ме интересира поише за ова, одете доле. Јас сега морам да излегувам, бидејќи ме чека другарка ми што се немаме видено одамна. Иначе ми е најдобра другарка од средно, идам да се видам со неа и да таман да искористам приликата да ви покажам како ствари функционира ова и колку само лесно можеш само да си го навалиш бре телефонот и да си платиш лагано, без никаква картичка, без кеш, без ништо. Идеме. Кај си бе, Луно? Абе, кај си бе, Луно? Луно, знаеш ли колку те бараат по коментари? Рекол кога куче кива дека било многу среќно, радосно. Кај си бе, Луно? Кај си? Еве ја Луна, за сите што ја барате секој дневно. Луна. Значи, само да кажеме кој е победникот во оваа подморница, може ли? Значи, сега ще стримам. Може да кажеш дека Не си победник, јас сум победник, добро. Сега само да ви покажам колку само лесно можеш да платиш со ова. Гледај сега, значи колку само го ставаш тука. Тоа е, значи не ти треба бре, каков кеш, каква картичка, само со телефонот и готово, чиста работа. Многу е ладно бре. Завршив, значи со кафето со Александра. Гледа, многу мразно ние што ме гледат. Мислам дека ќе снимаме на 10 години на YouTube и дека пак нема да им биде сеедно кога ќе снимам на улица. Мојавитот ми беше дека во рокот 3 сати се гледам со 3 различни личности и седнувам во 3 различни локали. И сега завршив со вториот и треба да се видам сега со Дарко. Мислам дека денес треба усвари да снимам 24 сати по кафиче. Зашто јас денес тоа го правам. И така, сега си засмрзнувам и го чекам Дарко да се појави некаде и да се дружиме. Как идете? Може ќе играме подморница и со него. Его, ми звони. Ме врати Дарко дома и тука некаде завршува мојата екскурзија од 3 кафења и конечно се прибрав. Во меѓувреме се слушнав со уште некој за 90 секунди и најверојатно ќе го привршувам ова видео тука затоа што повеќе беше како апдейт влог и беше за да ви го најавам 90 секунди дека конечно ни доаѓа и да ви го покажам новиот мој начин за плаќање све. Дај Боже да не се променат работите, мислам дека дефинитивно ќе снимам неделава 90 секунди, дефинитивно дека ќе искочи во недела, али кога работиш со луѓе се случува, така да се надеваме дека ќе успеам да снимам епизода и дека ќе ја средам до недела. Сега го останува да ме следите на Инстаграм најмногу затоа што на Инстаграм гледа колку ми свети гадно мониторов со ова жолтово светло. Останува да ме следите на Инстаграм затоа што таму сигурно на стори ќе ви најавам онаков точен датум и точен саат кога ќе искочи првата епизода и нешто друго што мене многу ми е интересно, тоа е Facebook. Знам дека не го користат уште многу, дека Инстаграм е новата ствар и дека најмногу Инстаграм се користи, али ако некој од вас користи и Facebook, имам Facebook страница, тоа многу ретко го спомнувам, скоро никогаш, али секогаш ја користам, од секогаш ми била активна, така да ако некој ја нема лајкнато мојата Facebook страница, имате доле линки од неа, така да постирам и на неа работи. 90 секунди доаѓа, јас сега се фрлам пак на работа, се фрлам на размислување за нови гости, на контактирање на нови гости, на пишување прашања за тие гости и полека се спремам и снимам 90 секунди и не знаете колку само се радувам и да ве чекам. Ова нешто го снимам отпосле, ама ќе го вметнам зашто скоро заборев, ќе го вметнам усред видео негде. Заборев да ви кажам и во видео фала, ви кажав на Инстаграм, ама една песничка. Шо правиш, ела моја преградка, за ништо не се каеш. Шо правиш, само кажи ми шо правиш, дали си сигурен дека сакаш да останеш? Ова песна ни стигна 1 милион прегледи на YouTube
Ало, објав стори на Инстаграм, уште не ми се не верува дека, тоест се доближуваше, ми се верували, вака кога го гледам, зашо ова реално е првиот милион на мојот YouTube канал и толку ми изгледа нереално под моје видео да гледам да има 7 цифри. Многу се радувам, така да фала и премногу за сите што ја слушате и поддржувате што правиш, стигна до милион. Ајде сега да напукаме милион на нова година. Ова веќе вајде измешано видео, толку више повторувам работи и кажувам. Мислам дека нема ни повеќе потреба да го држам бидејќи целта на видеото е постигната, така да не ве замарам само поише и да не се повторувам повеќе, тука ќе завршам. Грижете се за своето здравје, сакате ги вашите најблиски и тоа. Тоа беше пораката за денес, али искрена. Фала и премногу на целата поддршка, очекувате 90 секунди, ништо чудно и да е следното видео на каналот, дај Боже, и ние се гледаме во тоа следно видео. Ставете лайк на ова видео, не заборавајте да се субскрајбнете доле на каналот. Не сакам ли да помислам да го нема та бројка, не сакам ли да помислам уште. Ај чао.